Почитуван министер, гледаме дека веќе последните 2-3 задолжувања одиме со варијабилни каматни стапки. Тоа можеби, имаме две предпоставки. Едното дека сме несигурен партнер во однос на потпишувањето со оние што се кредитори, или друго дека Република Македонија не е стабилна, нема добра финансиска политика, па мораме да ги зголемуваме, затоа што гледаме дека преку ММФ имаме од 3,666 до 6,666 во зависност од искористеноста на средствата, нели колку проценти ќе повлечеме од она што требаше, оние 530 кои што ги договаравте патем 8 месеци. Побарувањата ваши беа 900 милиони, меѓутоа беа условени со 4 закони кои што веќе се донесени, па не ви одобрија 900, 530 и тие на неколку пати со варијабилна каматна стапка, и тука повторно идеме до оние суми кои што годинава ни кажуваат дека треба да имаме по основ на камати 210 милиони евра за враќање. И пак јас не сакам да навлегувам од кога се тие камати, меѓутоа можете да замислите ако сега имаме 210 милиони евра од камати на тогашно задолжување од околу 3-4 милиарди евра, за 4-5 години кога ќе доспеат овие долгови за плаќање, колкави ќе бидат тогаш каматните стапки. И претпоставувам дека со оваа динамика за 4-5 години, колку што траат грейс периодите, тогашниот буџет можеби за 2027-2028 ќе имаме 500 милиони евра само по основ на камати. Затоа што каматата, висината сега е иста со висината тогаш. Тогаш имавме европска должничка криза, имавме светска економска криза и така натаму. Сега имаме руско сценарио, каде што каматите гледам дека отприлика се враќаат на истото ниво како тогаш, и сега се скапи парите, и тогаш се скапи парите. Затоа би ги замолил и колегите кои што претходно критикувале дека тогаш имало скапи камати, да не зборуваат однапред, затоа што сега како бумеранг се враќа ова. Понатаму би одел во однос на мерките. Почитуван министер, она што ние многу пати го кажуваме, ќе го повторам уште еднаш. Вие не треба да проектирате мерки кои што ќе значат директно финансиско надополнување онаму каде што нема да се постигне долгорочен ефект. Вие како држава, како влада, гледам преку овие мерки им исплаќате директни средства на стопанствениците можеби, или пак индиректно преку сега во последно време со последниот закон преку намалување на цената на струјата, но оставивте многу долго 165 евра да им биде 1 мегават час. И сега преку замрзнувањето на маржите нема никаков ефект да се постигне. Бидете сигурни во тоа. Вие требаше уште на стартот да ги замрзнете цените, а не маржите. А можеби требаше да се стимулира разликата на производната цена со онаа што е продажна, колку го чини стопанството за да го произведе својот производ. Ова е, би рекол, ако ги степенуваме, второстепена помош, која што нема долгорочен ефект. И тоа можеби ќе нема толку многу ефект, меѓутоа потрошувачката моќ на граѓаните ќе биде многу повисока со замрзнати цени отколку со замрзнати маржи. Замрзнатите маржи истовремено па ни донесоа и затварање на малите бизниси, затварање на малските дуќанчиња, каде што доминантно се продаваше основен прехранбен продукција, да не ги набројуваме кои се преска, ги спомнав, така што мислам дека тоа е многу грешна политика која што ја водевте и се уште ја водите. Барем слушнете еднаш како можат да се решат, затоа што гледам дека овакви примери се применуваат и во другите земји. Ви кажав исто така, треба да се сопре инфлацијата преку намалувањето на данокот на нафтата и преку намалување на акцизите. Затоа што тие директно влијаат на покачувањето на цената, директно влијаат на транспорт. Исто така сме во трговски дефицит кој што се зголемува последниве години. Гледаме дека производствената моќ во Република Македонија се намалува баш поради тоа што сме увозно зависни и поради лошата политика. Луѓето ни бегаат. Сега дополнително кога ќе им ставите поголем данок на личен доход на овие кои што земаат над 90.000 или се уште немате дефинирано, затоа што и таа граница треба да се помести, но овие 90.000 беа дефинирани 2018 година од Тевдовски. Ама тогаш 90.000 беа 3 бруто плати.
Сега 90.000 денари се 1,5 бруто плата. И тука треба да направите исправка. Ако останат 90.000, многу голем дел, посебно од IT секторот, ќе ги заминат. Нема да добиете не 15%, нула ќе добиете. Нула ќе добиете по основ на данок на личен доход. Ќе отворат фирми во соседни држави. Еве, јас и на заменик министерот му кажав да видите каков беше, или барем распрашајте се каков беше примерот во Франција со оваа постапка за зголемување на данокот на личен доход прогресивно и колку милионери ја напуштија Франција се преселија во Австралија или во доминантно во Австралија се селија затоа што ги пратев тие текови. И Франција како држава практично ништо не доби. Таа многу повеќе изгуби со таквата даночна политика. Мислам дека треба да размислите пред да донесете конечна одлука. Она што навистина ми смета исто така е што Република Македонија не ги користи контролните механизми. Па секое министерство има контролен механизам. Се што се случува подлежи под некаков надзор. Дали доволно се искористува? Не. Дали имаме средства одвоено доволно за зајакнување на капацитетите? Не. И ние постојано тонеме. Некако сите ја гледаме сива економија дека се зголемува, никој не ќе ништо да превземе. А на овој начин со зголемувањето на даноците само дополнително се стимулира. Јас не гледам мерки за спречување на сивата економија. Гледам дека, ќе повторам, контролните механизми воопшто, како и да не сакаме како држава да ги користиме. Мислам дека е дојдено времето овие криви надвижења и на долговите, и на сиромаштијата, и на мизеријата, ни кажуваат дека имаме ние црвен аларм. Дојдено е времето да се размислува рационално, а не да се размислува популистички за некакви страсти да задоволиме. Субвенциите беа 3% од буџетот претходно кога се воведува само во земјоделието. Сега имаме огромен процент од буџетот кој што се одвојува за субвенции. Меѓутоа, што се постигнува со тие пари? Ништо не се постигнува. Тие се фрлени пари во ветер. Дајте директна помош, да разговараме со коморите, да видите кои се нивните барања. Ете го господинот Азевски, кој што е претседател на Стопанската комора, па тој испаѓа неколку пати. Поставуваше 4 прашања, ако не се лажам. Едното беше во однос на вашата одлука. Како може Министерство за финансии да си носи одлука за данокот, иако не е нова, иако баравме ние одложување, таа е од 2018-та, од 2023-та да почне важи, без нас да не консултираат и при тоа да нема заштита на реалниот сектор и да се стимулира сивата економија. Одговорете му на човекот, седнете, разговарајте. Ако ги изгубиме и нив, да знаете дека ништо од ова ќе нема да се реализира. Ниту плати ќе има да се земат, ниту пак за капитални е секако не ни очекувам да се реализираат, оти знаеме од другата страна колку неспособни луѓе водат државата. Развојот на енергетиката, еве, сега го најдов, извинете преска што не можев да го најдам. Агенција за енергетика ќе добие само 200.000 евра година. Развој на енергетика предвидени 4,3 милиони евра. Вака ли ќе имаме транзиција на електрична енергија? Вака ли системов на енергетика ќе се трансформира од фосилни горива во обновливи извори на енергија со 4,3 милиони евра, а гледаме дека сите ставки по министерства 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт секаде е зголемено. Не оди така, почитуван министер. Не оди така. Дајте направите нешто за држава. Веќе кога носите, кога имате одговорност како функционер, дајте барем, знам дека сте разумен, превземете нешто. Еве, истото се повторува. Служба за општи заеднички работи, комунални се зголемува 56,28. Имаме патни дневни расходи секаде зголемување. Други тековни расходи секаде зголемување. Груби администрацијата пак ја пумпа со 13% зголемување. Комунални 48 кај груби се зголемува. Министерство за одбрана, договорни услуги 50% се зголемува. Навистина, мислам дека има еден куп непродуктивни трошоци кај што може да се скратија дополнително и контролните механизми ако ги вклучиме посебно и во секторот за социјална заштита, затоа што таму па има многу добри контролни механизми, каде што граѓаните кога аплицираат за земаат социјална помош даваат изјава дека
дека можат да бидат работно ангажирани за општествено корисна работа. Ајде искористете го тоа. Ајде повикајте ги, нека изчистат пат, нека изчистат улица, сакаат државни пари, нека ги земат, ама нека бидат одговорни. И има воспротивно, ако не се појават, дека можат да бидат исклучени од социјална помош. А при тоа, јас ви гарантирам, може би некој ќе се навреди, јас верувам дека повеќе од 50% го користат системот и работат на црно. Затоа што имам таму работено и знам како и што се случува. Вие не сакате ништо да направите за да уживате во комодитетот кој што ви го носи власт. Пак ќе повторам, јас верувам дека сте вие како човек достоен, верувам дека сте доволно стручен. Дајте превземете нешто затоа што носите огромна одговорност. Овие одлуки кои што ги носиме, посебно преку буџетот, ќе влијат долгорочно на иднината на Република Македонија. Затоа што кажав, ако сега земаме 1,5 милиарда, за 5 години овие 210 милиони евра од камати ќе станат 500 милиони евра од камати. Благодарам.